Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера до јавното обвинителство поднесе кривична пријава поврзана со скандалот Телеком поради сомневања за подкуп на високи владини функционери, како и одделни политички партии во периодот 2005-2006 година. Се работи за веќе докажен криминал од американските правосудни органи, за кои се изведени прецизни и јасни докази, зашто Deutsche Telekom склучи вонсудска спогодба за одштета од 95 милиони долари. СДСМ на вчера кривичната пријава ја поднесе против непознат сторител и наместо одговор од јавното обвинителство или МВР, експресен одговор добивме од владачката партија ВМРО-ДПМН, во чија реакција се посочуваат имињата на Владо Бучковски и Димитар Бузлевски. Она што сакаме денес да прашаме е следното. Дали ова значи дека она што за нас е непознат сторител, за владачката партија се познати сторители во скандалот Телеком и затоа располагаат со докази? Ако е така, зошто тогаш правосудните органи, јавното обвинителство и МВР, кои се под целосна контрола на оваа партија, досега не преземаа никакви активности и не иницираа истражна постапка за расчистување на овој скандал? Дали причината за очигледното одолговлекување и заташкување на овој случај е фактот што постои сомнеш дека дел од оваа афера и партиската фирма на ВМРО-ДПМН Аналитико АИ, или се точни се погласните шпекулации во јавноста дека токму со такви случаи од страна на ВМРО-ДПМН се врбуваат поединци уценети со кривични пријави и со одложување на судски процеси, за да одработат сценарија со кои треба да нанесат штета на опозицијата. Благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Социјалдемократскиот сојуз нема намера да се бави со овие поединци кои одработуваат сценарио смислено од ВМРО-ДПМН. Она што е очигледно дека сценариото е смислено во ВМРО-ДПМН, дека се прави обид да се нанесе штета на Сдружената обединената опозиција и на Сојузот за иднината и дека треба да се најдат одредени ликови кои се уценети со одредени пријави и кај кои со можности за подкуп се прави начин да се разбие сликата за обединената опозиција. Она што навистина е нејасно, доколку ВМРО-ДПМН и премиерот Груевски се убедени во победа на локалните избори, зошто тогаш им се потребни да прават вакви работи и да пронаоѓаат вакви личности, за да демонстрираат дека во опозицијата постои опозиција? Човек и партија кои се сигурни во сопствената победа не се служат со вакви ниски работи. Она што сакам да го истакнам е дека во услови на два блока, на здружена опозиција од едната страна и на ВМРО-ДПМН и нивните сателити од друга страна, за секого е јасно дека ќе се определи или за власта доколку е задоволен од својата живеачка, или ќе се определи доколку е незадоволен за опозицијата и за оние работи кои опозицијата ги нуди. Не би коментирал одредени минорни поединци кои немаат можност да нанесат било каква штета. Тие треба да послужат само за да го одработат сценариото смислено во штабот на ВМРО-ДПМН. Дали имате повратна информација за поднесената кривична пријава за случајот Ресен или со? Немаме повратна информација. Она што знаеме е дека за таа работа се заинтересира и некои меѓународни представници и наблюдувачки мисии. Ние стоиме на располагање на обвинителството во Ресен, доколку сме потребни за било какви дополнителни информации да им ги посочиме. Исто така, она што сакам да го истакнам е дека ние побаравме и Државната изборна комисија тоа го стори, да се провери бројот на ново издадени документи, биометриски документи, и врз база на тоа ќе може да се види што точно се случува во овие години. Нашите докази се непобитни, ние ги документиравме и со фотографии, со изводи на тие лица. Навистина е нејасно зошто некој кој би дошол на сезонска работа
зашто ние како политичка партија воопшто не се противиме, би имал потреба да вади патна исправа, а уште помалку да биде внесуван во избирачкиот список. Меѓу двата и помеѓу вас и Габонори Забрна не обвинувања, кои се ви мислите, кои се луѓето што ги земате со парите, тогаш не изреагирате на ваков начин, а сега ви просите на поинаков начин. А јас само сакам да ја потсетам дека Социјалдемократскиот сојуз неколку пати реагираше за скандалот Телеком. Дека имавме за тоа и пратеничко прашање кое го поставивме во парламентот, дека ги повикувавме надлежните институции исто така да преземат мерки. Не е прашањето зошто СДСМ сега се одлучува. Заради тоа што СДСМ во 2006 година изгуби власта, е во опозиција. Прашање е зошто власта, која е 6 години власт, ги толерирала ваквите поединци, кои сега со име и презиме ги апострофира, доколку е тоа точно, доколку се потпира на некакви докази во собствените соопштенија кои ги лиферуваат од нивниот партиски штаб. А се знае дека истражните органи и комплетниот систем и МВР и обвинителство се под целосна нивна контрола. Благодарам.